студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во Тирана денеска ќе се одржи 6-тиот самит на Европската политичка заедница на тема Нова Европа во новиот свет, единство, соработка, заедничко действување, на кој ќе учествува и премиерот Христијан Мицкоски. Главна тема на самитот, чии домаќини се председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и албанскиот премиер Еди Рама, ќе биде безбедноста и заедничката визија за едината на Европа. Во тие рамки се очекува лидерите да разговараат за безбедноста на Европа, вклучително и поддршката за Украина, европската одбрана, заштитата на демократијата, како и подготвеноста и способноста за одговор на разни закани. Покрај ова, на собирот ќе се одржат и 3 тркалезни маси на високо ниво со осврт на безбедноста и демократската отпорност на Европа, вклучително и на руската агресија на Украина, потоа на зголемување на европската конкурентност и безбедноста преку иновации и отпорност, како и на предизвиците во мобилноста и јакнење на младите. На самитот на ЕПЦ во Тирана е најавено присуство на 47 шефови на држави или влади од Европа, а ќе присуствуваат и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, високата представничка на Европската унија за надворешни работи и надворешна политика Каја Калас, како и генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска ќе биде домаќин на министерката за надворешни работи на Република Австрија Беате Мајнел-Рајсингер. По предвидениот официјален пречек Муцунски и Мајнел-Рајсингер ќе имаат тет-а-тет средба, а потоа ќе следува и билатерална средба помеѓу двете делегации. Во фокус на разговорите ќе биде унапредување на билатералните односи, реафирмирање на австриската поддршка на македонската интеграција во Европската унија, како и размена на мислења за клучни регионални, европски и глобални прашања. Ова е прва посета на Мајнел-Рајсингер на нашата земја по стапувањето на функцијата министер за европски и меѓународни работи на Република Австрија на 3 март годинава. Првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта вчера беше во Скопје со непроменета позиција. Без уставни измени Македонија нема да оди напред во евроинтеграциите, но и премиерот Мицкоски го пречека со непроменет став. Македонија нема повторно да го менува уставот без гаранции дека ова е последна пречка. Јасно е дека она што е договорено и немаме веќе за што друго да се договара. Овој процес се одвиваше на вистина премногу време. И сега е време да се испорачаат резултати. Се работи за конкретни резултати за Северна Македонија и за граѓаните на Северна Македонија. Токму затоа реформската агенда е многу важна, планот за раст е мощно важен, и треба да ги конкретизираме инвестициите како коридор 8, модернизирањето на коридор 10. Тие ќе дадат конкретни резултати за вашата земја и за вашите граѓани. Истовремено, треба да се надминат овој процес на пристапување, а за тоа неопходно е да се спроведат одредени реформи, но исто така и да се испорача она што беше договорено во 2022 година. Нашиот став е јасен и принципиелен. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Без да видиме добра волја и испорака од соседната страна. Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. Имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. Ако испорачува едната страна континуирано, а другата ништо, тогаш нема цел, нема поента. Јас сум подготвен во било кое време, и таа подготвеност му ја пренесов на председателот Кошта, да дојдам во Брисел, дали во негово присуство на председателката фон дер Лајен, во било кое присуство да седиме да разговараме било кога и било колку да треба, за да дојдеме до заедничко решение, како и двете страни да испорачаат. Интегрирањето подразбира вредности, а вредностите подразбираат консензус и двонасочно лице. Каде може да се бара решението по непроменетите позиции и на Македонија и на Европската унија? Ивана Соколович најдова.
Македонија се бараат нови отстапки во делот на националниот идентитет, иако земјава изгуби неспоредливо многу во однос на земјите кои изминатиот период се наде од Европската Унија, вели поранишниот вице-премиер за европски прашања, откако Брисел порача дека нема план Б за Македонија и уставните измени мора да се спроведат. Нејасно е како Европската Унија истакнува дека има план Б за членството на Украина, доколку таа е блокирана од држава членка на Европската Унија, а нема план Б за Македонија, која што повеќе од 20 години е во процесот на приближување кон полноправното членство на Европската Унија. Најдобриот показател дека Европската Унија е посветена на овој процес ќе биде доколку самата Унија најде механизам да го заобиколи унилатералното вето од страна на низина држава членка, особено кога тоа не се однесува на исполнување на критериумите од Копенхаген. Наумовски е дециден дека доколку продолжат ваквите пораки на европските челници, драстично ќе опаѓа до вербата во Унијата и може да го забави процесот на исполнување на реформите. Македонија најдолго го трча овој маратон, споредбено со сите други држави од Централна и Источна Европа и некои држави од Западниот Балкан. Може би требало и самите носители на овие функции во Европската Унија да се потсетат какви се отстапки направи Македонија во минатото и после повеќе од 20 години државите од Западниот Балкан се уште немаат јасна перспектива за полноправно членство, а истовремено европското членство им се ветува на држави како Украина и Молдова, кои што не се ни оддалеку во процесот на исполнување на копенхагенските критериуми, какви што се државите од Западниот Балкан. По Брисел и американската амбасадорка Агилер во интервју за Фокус им испрати порека на македонските политичари дека без разлика дали се во опозиција или на власт, партиите треба да се фокусираат на унапредување на благосостојбата на целата држава, не само на една група. Вели дека и покрај големите отстапки кои Македонија ги направи, одлуките колку и да се тешки мора да се донесат. Според Агилер постои силна поддршка во Брисел, а македонските лидери мора да ја искористат можноста пред да им избега. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Следуваат вестите од светот.